на сите учесници. Можеме полека да започнеме. Почитувани гости, почитувани присутни, контролори, идни контролори, финансови работници, банкари, студенти и сите тие кои не следите на фанпејџот на Facebook на Академијата. Абит оваа година зема дел или зема учество во делот на одбележување на деновите на финансиска писменост, малку ад хок, но земаме учество за таа цел во партнерство со високообразовната установа Heidelberg со филијала во Скопје го организираме овој настан за промоција на професијата контролинг. Мотото е Controlling Friday with Abit. Најпрво дозволете ми да се заблагодарам за концентрацијата од напред и енергијата да издржите еден германски петок до крај. Имено панел дискусијата денес ќе биде на тема стратешки и оперативен контролинг во време на криза. Денес, кога се повеќе ни тропа на врата неликвидноста, станува поважно од се компаниите да ги направат своите организацијски модели флексибилни, за да можат полесно пред се да одговорат и на промените на пазарот во услови на COVID и на цикличните шокови кои евентуално може да ни следуваат. Практично тие ќе го постигнат тоа со планирање на сценарија и идентификување на проблемите. Постојат различни начини да се зголеми флексибилноста и токму со еден сет на одлични дебатери денес ќе говориме во таа насока. Контролингот во јавниот сектор исто така предизвикува бројни дилеми и прашања. Успешноста практично на државните финансии во голема мера зависи од успешноста на управувањето, менаџирањето со македонските претпријатија, особено SME, малите и средни претпријатија. Од тука ние во Абит сме на мислење дека во македонските претпријатија примената на процесите на современо планирање наспрема традиционално планирање и буџетирање можат да ја подобрат успешноста во управувањето или во менаџирањето. Сметаме дека на некој начин државата би можело да помогне во зголемување на користењето на контролинг инструментите, особено кај нејзините или буџетските корисници и јавни претпријатија, пред се за добробит на тие институции, а со тоа и за самите државни финансии. За таа цел, особено како претприемач, ми е чест да ја најавам една успешна млада дама, успешна личност, најнапред коосновач на Групер МК, председател на Асоциацијата за е-трговија во Македонија, актуелен член на бордот на директори во Телеком, Deutsche Telekom и поранешно министерка за финансии на Република Северна Македонија, доктор Нина Ангеловска. Нина, повели, тема на која што ќе отвориме дебата е cost controlling во кризна состојба и влијание врз буџетот во 2021. Благодарам, Синиша, поздрав и од мене до сите учесници и говорници на оваа сесија. Како што кажа петок Controlling Friday, не знам името дали е под контрола да се издржи до пет, како што спомена по германски терк. Јас би сакала за да не биде вака монолог, ајде да кажам, иако е поразличен начинот на одржување на овие сесии во новата нормала или онлайн, да кратко може, значи слободно да ме поставуваш и ти дополнителни подпрашања. Ќе се обидам прво еден, ајде да кажам, сублимат од аспект на водење на јавните финансии во ек на најголемата криза и справување на начин, како што ти кажа, главната буквално одлика ти ја спомена флексибилноста, јас би додала тука и значи агилноста и адаптибилноста на една робусна, да кажеме, јавна администрација, финансии на над 100 буџетски корисници беше клучна за да може да се справиме најдобро што можеме кога започна кризата. Значи кризата го најден или се работи, сега зборуваме за глобалната криза која што ги погоди подеднакво сите држави и дојде точно во момент кога практично започна извршувањето на буџетите за 2020 година во земјите. Согласно тоа беше потребно брзи чекори и сите земји посегнаа, практично беше предизвик за сите министри за финансии, затоа што требаше да се реагира брзо и да се носат, беше фокусот на ние immediate мерки и одговори
за да се митигира првичниот удар врз економијата. Сега тука во тој аспект, нели, приоритет знаеме сите дека беше амортизацијата, главната одлика на оваа криза е, нели, непредвидливоста. И кога се работи за особено во нашиот контекст, нели, техничка влада, кога, да речеме, и многу од работите кои што би се правеле побрзо и посмут беа, да кажеме, со врзани раци, зависеа од многу фактори. Првото нешто кое што се правеше во Министерство за финансии од аспект на, нели, финансите и планот за трошење 2020 беше онаа прераспределба. Меѓутоа, прераспределба зборувам помеѓу буџетските корисници на расходната страна да се ослободат средства, односно се скратат трошоци, за да се овозможат, нели, средства за имплементирање на мерките кои што ги дизајниравме. Меѓутоа, со оглед на тоа дека и таа одлука за прераспределба зема одредено време, а извршувањето на буџетот е на кеш основа, значи Министерството за финансии и Трезорот гледа во секој момент во реално колку се исплатите, приливите, меѓутоа не и сите преземени обврски на сите буџетски корисници. Значи сите буџетски корисници добиваат план за трошење и потоа во текот на годината секој е одговорен за трошењето и реализацијата на својот план. Сега првиот чекор кој што го направивме практично веднаш по прогласување, нели, на средината на март кога започна кризата, беше на крајот на март донесовме по предлог на Министерството за финансии една одлука за да, што се вика, веднаш реагираме да не се зголеми или да не се одвива трошењето во иницијалниот план, бидејќи тоа било планирано, нели, не за време на криза. Таа одлука, на пример, содржеше 7-8 укази, односно ајде да кажеме чекори кои што требаше сите буџетски корисници и единици на локална самоуправа да ги почитуваат. Ти ги спомена тука и јавните предпријатија. За јавните предпријатија имаше задолжување да ги скратат за 15% своите тековни расходи и да известат владата за тоа. Тоа е еден начин на механизам на брза реакција за да сите пристапат веднаш кон корекција и да информираат, нели, за да секој си го знае својот буџет. Од друга страна имаше забрана за вработување. Знаете дека имаше една актуелна тема, нели, за евентуално кратење на платите во администрација, како да се намалат трошоците, да се ослободат средства за мерки. И тука имаше практично забрана за нови вработувања, бидејќи Министерство за финансии издава согласности на сите институции, нели, за да вработуваат, а тие ги реализираат во текот на годината. Значи идејата беше со тоа да не се реализираат ниту издадените согласности, да не се вработуваат нови лица, додека ако има институции кои што им треба да искористат суфицит од други. Ова секако не важеше за здравствениот сектор и армијата. Понатаму други мерки за кратење беа забрана за набавка за добро тоа рекламирање, спонзорства, патни трошоци, секако, нели, немаше патувања, забрана за непродуктивни расходи како што се мебел и слично, се што не е суштински поврзано со кризата, бидејќи буквално не знаевме што следи. Од друга страна, имавме, се уште има, меѓутоа најголем дел се врати, имавме големи долгови за враќање и тука беше предизвик да се менаџира и ликвидноста, односно да видиме како ќе се одвива реализацијата, бидејќи во март веќе 20% имаше пат на приходната страна. Значи така брза реакција беше, да кажеме, оваа одлука на која што се донесе на владата на 31 март и потоа веќе во април имавме првична прераспределба. Еве за сите учесници кои што можеби ќе пробувам, нели, по опипливо да ги кажам работите. Значи прераспределбата е одлука со која што внатре во рамките на буџетот не може да се намали или зголеми расходната или приходната страна, меѓутоа внатре помеѓу институциите може да се изврши прераспределба на средствата. Тоа е тоа што го направивме за да ослободиме веднаш средства за првиот и вториот сет економски мерки кои што ги донесовме. Со таа одлука беа околу 100 милиони евра распределени практично на P1 COVID нови програми отворивме, баш заради контрола и да се гледа, нели, реализацијата во секое време на тие програми. И потоа следеше подготовка за ребалансот, бидејќи оваа одлука за прераспределба, знаете, има над 100 буџетски корисници, беше буквално на Министерството за финансија гледаше реализацијата, правевме пресметки, знаевме каде може, кај која институција да се скрати. Секако на крајот излегува некој кој што не е задоволен или некој кој што ќе каже, нели, дека веќе сум преземал обврски, но се знаеше дека секако следи наврзо ребаланс. Така со ребалансот се ослободија, односно се направи ревизија на приходната страна, за 11,5% се намали приходната страна. Во твоето воведно обраќање ти кажи за сценарија, нели, дека се прават кога е спомена ликвидноста.
ние имавме развиено 3 сценарија генерално, зависно нели како ќе се движи кризата. И излезе сепак дека еве сега и новиот министер за финансии направи втор ребаланс оваа година, меѓутоа приходната страна воопшто не беше ревидирана со вториот ребаланс, што значи дека добри биле сценаријата и планирањето, бидејќи се одвива според планот. Тој ребаланс го донесовме, значи, откако еден месец видовме што се случува, за да имаме малку повеќе инпут и поточно ревидирање на буџетот. Расходната страна остана горе-долу иста, односно за околу 70 милиони евра сега се потсеќав, односно 1,5% се зголеми, и тоа се беше за сметка да се вградат околу 200 милиони евра на расходна страна, точно за реализација на економските мерки. Инаку од аспект на механизми, еве уште ова, например, кога се носи ребалансот треба одредено време за да биде усвоен и донесен во техничка влада, сама владата го усвојува, па тоа беше улеснителна околност побрзо, додека кога има сега функционално собрание, треба да помине на собрание. Во тој измеѓу простор се потребни одредени контролни механизми, бидејќи има период каде што е буквално валиден постојниот буџет, а има во исто време во процес ребаланс кој што се носи, и согласно тоа всушност буџетските корисници можат да трошат во тој период како по иницијалниот буџет и да потрошат повеќе од колку што имаат со ребалансот, ако им се скратени некои ставки. Па тука се врши контролот, например, од секторот за трезор, кој што ги ревидира ставките уште во процес на усвојување на ребалансот, за да не дојде до трошење на повеќе средства од утврдената сума со ребалансот. Еве за сега јас ќе застанам тука, инаку секако дека нормалните чекори правилни се еве сега за cost controlling кога говориме, data collection, па анализа на податоци, па да се направи контрола и администрација и потоа консолидација и преглед. Меѓутоа во ваква криза нема простор за сите тие чекори да го одат буквално нормалниот пат и потребни се брзи одлуки, буквално пресметки на брза основа на трошоци, каде може да се скрати, каде може да се да се рационализира. И мислам дека клучот е агилноста, флексибилноста и буквално on the go да се носат по десетици одлуки на дневно ниво и да се носат добри одлуки за најдобро справување. Добро, навистина благодарам за излагањето. Ова е добар почеток, ценам или смена мислење, бидејќи ќе добиеме еден поглед од гледиште на финансиста или човек кој ги менаџирал државните финансии. Согласно мене, поголемиот дел од моите колеги цениме дека тоа беше успешно, можеби не беше казна, туку благослов твојот мандат во време на пандемија. Така, јас мислам, без разлика на критичари, ќе ги има секогаш. Ние сме и буквално политичките позиции се такви. Сега сакам да на крајот оваа дискусија ќе отвориме дебата и со слушателите. Сакам да ја поканам господја Весна Филиповска од гледиште на макроекономија или на од монетарна гледна точка, долгогодишен успешен директор на дирекцијата за финансии, сметководство и контрола во Народната банка на Република Северна Македонија, по основ на истата тема да земе збор. Овели Весна. Благодарам, Синиша. Благодарам и за поканата за учеството. Стварно интересна тема и посебно што се одвива, да кажам, во еден период кога ваква ситуација сигурно може би нема наскоро да се повтори, меѓутоа сето ова е голем предизвик за нас кои што работиме во оваа сфера, а верувам и за сите е голем предизвик да постигнеме максимално постигнување на целите, во вакви тешки услови. Темата cost controlling во кризна состојба и влијание врз буџетот во 2021 година, јас најпрво би ја започнала со еден краток вовед во делот на тоа што е во сушност и основа за поставувањето на еден добар план. Поставувањето на еден добар план, како што веќе и вие претходно спомнавте и госпоѓата Нина, потребно е да имаме информации и потребно е тие информации брзо да се анализираат. Секако дека плановите се базираат на финансиски податоци, на сметководствени податоци, а знаеме дека имаме и финансиско сметководство и управувачко сметководство.
Пред се, управувачкото сметководство е еден систем на мерење и обезбедување на оперативни и финансиски информации, кои што го водат менаџерското управување, го мотивираат однесувањето и поддржуваат и креираат културни вредности кои што се неопходни за да се постигнат стратешките цели на ентитетите. Не треба да заборавиме дека генерирањето на информациите за трошоците им помага на сите ентитети да го подобрат своето финансиско управување и да ги подобрат квалитетот на нивното финансирање. Од тука, значи, е неопходна да имаме и контрола на трошоците. Како што веќе спомнавте, за оваа активност се потребни неопходни ресурси, пред се потребни човечки ресурси, потребни се и IT ресурси. Секако, зависи од тоа во која дејност се наоѓа еден ентитет и колку може ова да го возможи, за да може да има една добра основа, за да може понатаму да го спроведува планирањето, да го следи остварувањето на плановите и тој еден непрекинат циклус, една спрега, која што во суштина представува планирање и следење на остварувањето. Треба да ги имаме во предвид основните принципи на управувачкото сметководство, како и истите тие се и принципи при подготовката на плановите. Значи, многу е неопходна комуникацијата, информациите да бидат на сите нивоа воспоставени во рамките на еден ентитет, затоа што овие информации треба да влијаат врз донесувањето на еден план. Понатаму информациите треба да бидат точни и релевантни. Управувањето секако дека ја гради довербата и да се анализира влијанието на овие информации, на вредноста кои што се добиваат со анализа на информациите. Прашањето е во едни во такви услови, какви што имавме во текот на 2020 година, практично во 2020 година се соочуваме со една од најголемите економски кризи, која што е резултат на здравствена пандемија, во суштина таа е од неекономска природа, меѓутоа предизвика глобална финансиска криза, која што е многу поголема од онаа која што имавме пред една декада. Оваа криза не може да се спореди со ниту една друга и ризиците во суштина предизвикани од појавата на оваа вирусна инфекција се изразени. Во таа смисла, со појавувањето на кризата, практично сите земји започнаа да преземаат мерки на глобално ниво, кои што се однесуваа на ограничување на движењето, на одложување на голем број активности, отежнување на тој начин се предизвика отежнување на сите глобални синџири на производство, имаше промена на цените на пазарите, на финансиските инструменти, како и на примарните производи. Секако ова создаде да има големи последици врз база и врз понудата и врз побарувачката во економијата. Во такви услови, значи, неопходни беа да се преземаат мерки. Глобалната ескалација на вирусот COVID предизвика, токму што тоа го спомнавте во рамките на монетарната сфера, конкретно и големите и Европската централна банка и Федералниот систем на резерви и банката на Англија преземаа мерки за олабавување на монетарната политика, односно реагираа брзо со намалување на нивните каматни стапки или преземаа дополнителни мерки за креирање ликвидност во системот и поддршка на кредитирањето. Доколку направиме една ретроспектива и во нашата земја, на која што веќе се осврна и господјата Нина, ние може да се подсетиме дека 12 март веќе беа преземени конкретните мерки за спречување на ширење на вирусот во Република Македонија, при што значи се забрани воспитно-образовниот процес, се забрани одржување на масовни собири, настани, понатаму имаше веќе ограничување на работното време во објектите, во гостителските објекти, баровите, рестораните. Понатаму веќе имавме 13 март затварање на првите гранични премини. 14 март имавме комплетна забрана на работата во целиот услужен сектор, кафетерии, барови и слично. А на 16 март веќе се затворија граничните премини. Сето ова влијаеше врз сите сектори во економијата, кај сите ентитети имаше влијание во остварувањето на нивните планови. Значи, буквално од
перспектива на менаџерите требаше да се постави согледување како да се опстане во ваквата ситуација, како да се оствари основното од она што е зацртано, за да може да се преживее. Во таа насока, како што веќе беше и претходно истакнато од господјата Нина, беа преземани на цела палета мерки од страната на Министерството за финансии, од страна на техничката влада, и среќа што тоа така брзо се носеа тие одлуки за да се даде вистинска поддршка и брзо се реагираше, како што беа измените во донесените уредби со законска сила за примена на некои промени во Законот за даночна постапка, Законот за данокот на личен доход, Законот за данок на добивка, Законот за данок на трговски друштва и ред други олеснителни околности. Во тој период исто, значи во истиот период и Народна банка превзима една палета на мерки за поддршка на економијата, пред се во насока на обезбедување доволно ликвидност за банкарскиот сектор. Така во 2 наврати беше намалена каматната стапка, имено уште во март се намали за 0,25% поени, а потоа во мај во уште еден наврат се намали за 0,25% поени и се задржа на 1,5%. Понатаму исто така имаше промени во одлуката за задолжителна резерва, со што се овозможи намалување на основата на обврската за задолжителна резерва во денари на деловните банки, и тоа за износот на ново одобрени или реструктурирани кредити одобрени на предпријатијата, и тоа во оние дејности кои што беа зафатени и најпогодени од ширењето на ковидот. Покрај тоа имаше одлука за изменување на методологијата за управување на ризици. Веќе на 20 март Советот на Народна банка донесе и регулаторни измени кои што беа насочени кон привремено олеснување на финансискиот товар на граѓаните и компаниите. Сите овие мерки на некој начин требаше да го олеснат функционирањето на ентитетите во економијата, меѓутоа од гледна точка на тоа како самите ентитети се справуваат со остварувањето на нивните планови, неопходно е во самите ентитети да има соодветни служби кои што го следат самото остварување на плановите и навремено ќе превземаат мерки. Секако тоа зависи од тоа во која област, во кој сектор се наоѓаат овие ентитети. Дали се тоа во производствен сектор, сведоци бевме на тоа дека големи производствени фирми се преориентираа во своето производство, гледајќи она што се случуваше во светот, затвореноста на пазарите, да се обезбедат основните средства за хигиена, за дезинфекција кои што беа неопходни за нашиот здравствен систем. Конкретно Алкалоид направи реструктурирање во своите производствени процеси за да ги задоволат потребите на домашниот пазар. Во тој период не можеше да се обезбедат средства надвор, имајќи во предвид каква беше затвореноста на границите. Од тој аспект и фирмите, значи секој еден ентитет требаше и размислуваа на кој начин можат да постигнат остварување на она што може да се извршува во вакви услови, а од друга страна да се размислува и за преориентирање. Земајќи ги во предвид овие аспекти, јас можам да го пренесам во искуството на Народна банка во овој период, и ние имаме специфичен систем на планирање. Можам да кажам дека имаме процес на планирање и следење на плановите кои што трае 365 дена, буквално во текот на целата година. Меѓутоа, веднаш исто во 2020 со присмањето на првите мерки ние направивме ревизија на финансискиот план на Народната банка, и тоа во првиот сегмент беше на страната само на оперативните расходи, исто така со преструктурирање на трошоците, и тоа оние трошоци кои што беше веќе евидентно дека нема да се трошат и се донесе забрана за, например, истото како што го спомна и господја Нина, и кај нас беа донесени насоки сите набавки кои што беа во тек да бидат прекинати и едноставно да се ориентираме само на оние потреби кои што се неопходни, и секако дека се намалија трошоците за службени патувања, трошоци за други оперативни расходи, а се преиначија тие расходи за обезбедување на други потреби, како например обезбедување доволно готови пари на други начини кои што не беа планирани
во текот на овој период обезбедување на доволно девизна ефектива, бидејќи во тој период се осеќаше притисок и на тоа поле, и обезбедување на средства за дезинфекција за вработените. Меѓутоа, во овој период најважно беше овозможување на работа од дома, затоа што во такви услови, за да се обезбеди еден континуитет, секако дека можне значајно е да може да човечките ресурси да бидат достапни. Во такви услови, значи, она што беше најважно, беше обезбедување на соодветна опрема за да може да се работи од дома. Воспоставување на IT системите на таков начин кои што ќе обезбедат континуитет на работата, а при тоа да се имаат во предвид сите ризици кои што постоje од таквиот начин на работење. Втората промена на финансискиот план се изврши нешто подоцна, во јули, кога веќе беа земени во предвид и сите движења на меѓународните финансиски пазари, кои што веќе имаа влијание и врз приходната страна, како и на расходната страна во билансот во финансискиот план на Народна банка, меѓутоа овој пат во делот на монетарните приходи и расходи. По континуитет, значи се следат и понатаму сите промени и сите овие предпоставки се земаат во предвид при подготовката на финансискиот план за 2021 година. Како што знаеме, Народна банка е одговорна и за подготовката на макроекономските проекции. Веќе макроекономските проекции беа подготвени во текот на октомври и ноември. Мислам дека денеска беше нивното официјално усвојување, така да истите ќе бидат земени при подготовка на финансискиот план и се земени во предвид при подготовка на финансискиот план за 2021 година. Во вакви услови, значи, голем предизвик при подготовката на финансискиот план или буџетите за 2021 година, значи, основно е што треба да се следат промените кои што беа наметнати од самата пандемија, начинот на работа, кој што треба да биде земен во предвид, затоа што оваа криза е неизвестно уште колкав период ќе трае. Според некои предвидувања се очекува до средината на 2021 веќе да има стабилизирање. Меѓутоа, сепак се уште е неизвестно, имајќи во предвид дека не се знае какви ќе бидат ефектите од вакцината и дали ќе можеме полека да се вратиме на нормален начин на работа. Од тука, секој ентитет во зависност од аспект на тоа во кој сектор се наоѓа, треба соодветно да направи преиспитување и повеќе сценарија, значи повеќе алтернативи, како би можел да ги оствари своите планови. Дали би останал во истата дејност, дали би се воведувале некои нови дејности со тие ресурси. Едноставно, значи, овој период треба да се преживее. Затоа што по стабилизирање на самите на оваа состојба би било подобро во тие услови да се прават подолгорочни планови кои што понатаму би стремеле кон остварување на целите кои што се поврзани со активноста на конкретниот ентитет. Од тука, например, доколку разговараме за банкарската индустрија, значи во банкарската индустрија сепак при подготовката на плановите за 2021 сигурно би требало да бидат земени во предвид широкиот спектар на технологии, инфраструктури и новиот начин кој што се наметна на работа, барањето за автоматизација на комплексни технологии и инфраструктури. Значи, исто така треба да се обезбеди управување со наследените системи и полека да се воведуваат нови стандарди кои што секако треба да постојат и да обезбедат сигурност во работењето на банкарскиот сектор. Исто така, банките не треба да го занемарат и тој момент на соодветно обезбедување на капитална адекватност, односно да се планира истото соодветно да биде постигнато. Понатаму, доколку зборуваме за подготовката
на буџетот на Република Северна Македонија, значи секако дека за 2021 година, и според она што го слушав деновиве, ќе биде фокус ставен на здравствениот систем. Да, и сосема оправдано, меѓутоа исто така во тој поглед треба да се направат повеќе сценарии и варијанти. Меѓутоа, колку времето дозволува за тоа. Понатаму, капиталните инвестиции се исто така значајни во здравствениот систем, како и понатаму да се овозможи поддршка на оние проекти кои што веќе се започнати оние реформи да се извршуваат. Меѓутоа, најосновно, значи на сите полиња, во било која сфера, во било кој ентитет, во било која област, дали се тоа производствен сектор, сектор на услуги или банкарски сектор, државна администрација, фондови, дали е на централно ниво или локално ниво, најзначајно е зачувување на работните места и обезбедување на услови за работа. Со тоа, на тој начин ние ќе обезбедиме непречено функционирање на самата држава и постепено, барем да ги одржиме оние процеси, оние цели кои што би ни овозможиле функционирање. Тоа е накратко што би можела да го истакнам. Доколку имате некои прашања, повелете. Благодарам, Весна. Јас ќе ве повикам во текот на остатокот од дебатата. Секој од вас може да постави прашање во чет на оваа училница и ќе одговориме соодветно на самиот крај. Ова беше добро гледиште од страна на монетарна или макроекономска анализа, споредено со почетните анализи за фискална. Севкупно станува поважно од се компаниите да ги направат своите организацијски модели, би рекол, флексибилни, за да можат полесно да одговорат на овие промени на пазарот кои се во 2020. Компаниите ќе го постигнат тоа со планирање на сценарија и идентификување на проблемите. Таквата флексибилност. Во контекст на тоа и во контекст на улогата на контролингот во управување со криза, ќе го поканам магистар Живко Димовски, директор или еден од, јас би рекол, под наводници виновниците за успешноста на развојот на одделот финансии во една од најголемите компании инвестиции од страна на Сојузна Република Германија во Охрид, Костал, финансиски директорот или директорот на одделот за финансија и администрација во Костал, Македонија, до Охрид, да земе збор и да го пренесе неговото искуство и видување за улогата на контролингот во услови на криза. Повели, господин Живко. Ти благодарам, Синиша. Се надевам се слушаме добро. Можам само да потврдам најнапред за се она што беше кажано од страна и на Нина Ангелковска и на Весна Филиповска, дека практично потполно се согласувам и тоа го гледам отсликано и на микрониво. Значи, јас можам само да кажам дека се она што се случува на ниво на држава и целата таа комплексност е пресликана кај компаниите, а поготово тоа беше еден голем удар за автомобилската индустрија и на глобално ниво. А знаете, ние како земја прилично зависиме, затоа што повеќе од 50% од извозот на ниво на нашата земја зависи од автомобилската индустрија. Така да се она што беше кажано е апликативно и на ниво на компанија и дополнително се соочувавме со комплексности од аспект на глобалните синџири на набавки, каде што сме изложени прилично и во целата таа ситуација на групацијско ниво и на микрониво тука во нашата организација се обидувавме и успеавме да воспоставиме еден начин на функционирање каде што може компанијата да се прилагоди на новите околности прилично брзо и ефективно со најразлични промени водени од, да речем, глобални и локални task force, така наречени тимови, при што се разгледуваат сите можни опции за да не се доведеме до состојба каде што производството би запрело на барањата на пазарот. Значи имаме промени на добавувачи, на синџири на набавка, дури промени на типови на делови кои ја извршуваат истата функција, значи инволвирање на
развој и истражување од делите од Германија и од глобалната организација, при што и локалната и глобалната организација не се најдоа начин како да продолжат со активностите. Би отишол еден чекор по назад, чисто само да зависно од аудиенсот, да речам, во однос на денешната тема, значи улогата на контролингот со управување со кризи, баш поради обемноста на проблематиката и искуствата, премногу насоки можеме да отвориме за дискусија, но би се фокусирал јас лично на клучните моменти при кои оваа функција во организациите придонесува за позитивна трансформација. Особено при нарушена деловна клима и при неизвесен исход од операциите и на среден и на долг рок. Така да, сите го знаеме ова, само би го повторил дека една од суштинските функции на контролерот во компаниите е делувањето во улога на бизнис партнер, односно така наречен интерен консултант. Значи при сите неопходни оперативни активности фокусот е ставен на стратешката насока, сите неопходни анализи и предуслови за носење на стратешки одлуки од страна на менеджментот со истовремен фокус и на оперативната функција на контролингот. Особено во времења на непредвидливост како сегашните, мора да сме флексибилни и да се прилагодуваме на приликите и на обкружувањата. Баш она што го кажавме и до сега, од една страна најсоодветно да одговориме на барањата на менеджментот, а со тоа и позитивно да се придонесе кон носење на одлука, нормално, соодветна на расположивите информации. Знаеме дека клучни ни се информациите како инпут, но не секогаш ги имаме навремено и точно, така да треба да сме сигурни дека работиме со навремени и точни информации. На база на тоа, ваквите кризни, непредвидливи моменти да се искористат како можност, односно без оглед на ситуацијата да не се гледа проблем кој треба краткорочно да се избегне и реши, туку клучено возможуваат за промени кон подобро. Се она што го кажа и претходната министерка Нина Ангелковска, практично е отсликано и на микрониво. Значи, нормално е тоа, во кризни ситуации се стопираат вработувања и во компаниите, понекогаш се компаниите многу поригидни, се стопираат разни трошења кои што не се суштински за дејноста на краток рок, но сепак на начин на еден мајндсет со кој што ќе се насочиме, малце тешко е понекогаш на македонски да ги преведеме некои термини. Она што го кажуваат resilience да се формира во рамките на организацијата, треба да се вклучат сите во процесот и на тој начин да се постави една крајна цел каде што ќе се подобри околноста во која што делува организацијата. Барем во моменти каде што може да се придонесе во таа насока. Сега, преку улогата на бизнис партнер, оваа функција додава вредност на севкупното работење и своевидно го унапредува целото раководење со кризните ситуации. Се прави анализа на расположивите податоци, на последователни предлози за подобрување, за прилагодување кон новонастанатата ситуација и се тоа што го кажувам, да речеме, ако го преведеме на поедноставен јазик, еве преку пример, може да се види во пракса насекаде околу нас. Сигурно до сега сте се сретнале сите вие со напорите на компаниите за подобар финансиски резултат и профитабилност, но сепак во вакви вонредни околности фокусот е секогаш на паричните средства, односно го знаете она cash is the king. Тоа е произлегува многу едноставна причина. Суштински ако организацијата не е способна да генерира ликвидност по било кој основ, дали тоа е оперативна активност, дали е инвестициска или divestment активност, односно дали е тоа финансиска активност, доколку не е, да речеме, способна организацијата дополнително да се задолжи надвор, истата нема да може да опстои. Односно со самото неплаќање на обврските ќе се доведе до ризик од банкрот. Така да
За разлика од ова сценарио, доколку сепак е ликвидноста обезбедена, односно доколку е фокусот ставен на ликвидноста, и покрај лошиот финансиски резултат, организацијата ќе продолжи да делува. И при тоа, од искуството ќе се стреми кон максимизација на сите потенцијални заштеди и искористување на сите расположиви ресурси. Така да тука контролингот како функција доста помага. Уште една работа од мој аспект би спомнал историски она што го работиме, значи KPI, односно клучните индикатори за следење на перформанс на организациите, со главен фокус на различни алатки, но историски знаеме сите дека периодичното планирање се уште обстојува, односно буџетот. Во пракса сега со самата здравствена криза и пред кризата постоеше тренд со кој плановите беа согласувани според последни расположиви информации. Беа користени понапредни бизнес интелигент алатки и така натаму, но сето ова што се случи придонесе ваквиот процес да стане многу поефикасен во многу организации. Со здравствената криза и со промената на варијабли која што во пракса и се случува не на неделна или месечна, туку и дури на дневна основа, овој процес се забрза. Барем тоа можам да ви го потврдам од страната на организациите кои што функционираат во автомобилската индустрија и барем стана многу подинамичен. Во тој контекст, покрај формалните буџети, тука се вклучуваат проекции за сите потенцијални ризици и можности, заедно со висина на веројатност дека ќе се случат, како и монетаризација на истите, за да речеме има одреден филинг за значителноста на ризикот или можноста при носењето на одлуките. И на овој начин се добива многу појасна и посеопфатна слика за тековните случувања и ваквиот инпут значително додава вредност на и тековните, но и на стратешките одлуки. И сега прашањето е каде контролингот може да помогне. Би издвоил само неколку моменти. На база на анализи кои вклучуваат монетарни и немонетарни фактори, дали одредени процеси може да се работат интерно или да се аутсорсираат, тоа значително влијае на понатамошниот успех на секој ентитет. И ова беше клучно за доста битни одлуки во самата индустрија каде што работам јас. Дополнително со оглед на сите глобални промени, наспроти промените во логистичките текови. Така да гледаме потенцијална релокација на ресурси во време на криза. Односно, можно е наспроти Кина да се локализираат дополнителни сегменти од глобалната индустрија. На тој начин да не бидат сите зависни од една земја или еден географски сегмент. Значи, дефинитивно голема улога во сите овие стратешки одлуки и насоката кон која се движи една организација. Дополнително, со самата улога на контролингот, при што функцијата има визибилност за целосните процеси во организациите и секојдневното работење на подобрување на процеси, на поставување на детективни, на превентивни чекори за избегнување или кога не може да се избегне да се минимизира ризикот. Тука би го споменал она што е прилично актуелно во нашата сфера, од поодамна функционира, но значителен фокус со кризата се нагласи на измамата со банкови детали. И тоа се случува насекаде околу нас и ние како земја не можеме да го избегнеме, ама затоа со улогата на контролингот можеме да поставиме дополнителни контролни механизми, принцип на 4 очи, каде што ќе се минимизира таквиот потенцијален ризик. Јас би можел уште многу да дискутирам, но главниот заклучок или би рекол key takeaway од мене за сите вас од моја страна за денес би бил да го искористиме периодот на криза за позитивна трансформација со помош на алатките кои ги имаме на располагање од оваа функција. Ти благодарам, Синиша. Благодарам, господин Живко. Имавме некој проблем со твојата камера, но се надевам ќе те видиме доколку има прашања во понатамошниот тек.
Има силно размислување во круговите на меѓународната групација за контролинг, или тоа е тело кое го уредува, светско тело кое ги уредува стандардите и јакне или има за цел да ја промовира позицијата контролер на континентот на Европа и на секаде во светот. Впрочем, нивната теза е во насока на поддршка на идејата, јас често ја дебатирам, beyond budgeting, така наречено надвор од традиционалното буџетирање. Таа филозофија интензивно и ние ја започнуваме како процедура во новата наставна програма под менторство на професорите од Франкфурт универзитетот Роналд и Майк од Майнц. Има многу да се говори во тој сегмент. Јас во насока на тоа би сакал да го поканам господинот Драган Илиевски, раководител на финансии во една од најголемите македонски банки со австрийски капитал, еве и во 21 ќе се окрупнат, Шпаркасе банка Македонија АД Скопје, на тема ново планирање во време на криза. Господин Драган, повели. Благодарам многу за поканата. Предходните говорници разговараа за улогата на контролингот улогата на контролингот во услови на криза. Јас ќе пробам нешто да објаснам, да кажам нешто во врска со планирањето во услови на криза, иако самиот процес на планирање е навистина комплексен процес кој што ангажира многу ресурси од различни сегменти од компанијата и трае доста долг период. Планирањето во услови на криза се посебно во вакви услови на глобална криза изгледа како невозможна задача. Така ни изгледаше нам на почетокот. Меѓутоа сите знаеме дека побитно е од било кога во услови на криза да имаме дефинирано планови и стратегии. Кај нас во групацијата обично планирањето почнува многу порано и трае доста долг временски период од 3 месеци, некогаш дури и повеќе. Оваа година, пошто беше малку поспецифична од сите аспекти, можам да кажам дека несвесно дури можеби влеговме во процесот на планирање многу порано и завршивме, можам слободно да кажам, и подоцна од редовниот термин кога ги завршуваме процесот на планирање. Можам слободно да го поделам овој процес на планирање во некои 3 фази. Ми се допадна терминот што го користеше господја Весна, фазата на преживување, во кој што навистина беше шок фаза за сите нас, која беше комплетно нова, без никакво минато искуство, без некои слични ситуации со кои што сме можеле нешто да споредуваме во претходниот период. За оваа фаза можам слободно да кажам дека почна веднаш штом се појави кризата, почнавме со анализи. Таа можеби траеше у првите месец-два од кризата, можеби 3 месеци, навистина беше интензивно, бараше вклучување на многу сегменти од функционирањето на институцијата. Основна цел беше како да ги зачуваме, да ги чуваме вработените, меѓутоа да ги чуваме и безбедни и да ги вработиме, фактички да им обезбедиме услови да функционираат. Во претходниот период за многу од нашите дејности беше незамисливо да се извршуваат од дома, повеќето од функциите, посебно сега во финансискиот сектор, меѓутоа кризата не натера на една брза трансформација која што навистина ни се случи во сите сегменти од функционирањето на целокупното општество. Тука се постави основното прашање како ќе можеме да продолжиме со нудењето на услугите на клиентите во услови кога имавме ограничување на движења, имавме онлайн, како се вика, услуги кои што моравме малку повеќе да ги развиваме во тој период. Имавме иницијативи на ниво на здруженија на банки да
се донесе уредба за доставување на документација без оригинални подписи и печати. Имаше многу активности кои што се одвиваа вон редовните на кои што сме навикнати традиционално да работиме. Во тоа фаза неколку претходните учесници го спомнаа неколку пати дека сите инвестиции што сме планирале да ги правиме и краткорочно, меѓутоа некогаш и подолгорочните, или некои од нив беа стопирани, некои од нив навистина се пролонгира за некои во нареден период, за некои подобри времиња. Клучна улога, функција во банките е како да се финансира бизнисот, како да се одржува ликвидноста. Кај нас навистина е проблематично, секоја криза доведува ја разнишува довербата кај населението посебно, и тука може да нашата ликвидност е ставена секогаш на прво место. Дури ние и во услови на редовно функционирање имаме приоритет да биде ликвидноста и стабилноста, а профитабилноста е на второ или трето место, никогаш не е на прво. Во услови на ваква криза можам да кажам дека навистина беше интенцијата уште поголема и вниманието од страна на главниот акционер на групацијата ставено на ликвидноста. Мониторингот што го правевме во тој период навистина беше многу позасилен од вообичаено што се работи. Го активиравме планот за функционирање во вонредни услови со анализа на дневна основа на движењето, посебно на депозитната страна, тренд анализата на неделно, на месечно ниво, и вклучувањето на други надворешни извори на финансирање, како што ние се вклучивме во кредитната линија на ЕБРД за поддршка на ликвидност во услови на криза. Навистина имаше одлична понуда од нивна страна, така да обезбедивме ликвидност која што можеше не само за обезбедување на стабилност на функционирањето на банката и поддршка на евентуален одлив на депозити кој што за среќа навистина не се случи, туку и за поддршка на компаниите и населението, секако за компаниите за иден развој, а за населението за обезбедување на нивните потреби и реализација на нивните замислени планирани инвестиции. Можам да кажам дека во овој период доста беше актуелно и мораториумот на плаќањето што требаше да го направиме према клиентите. Тука анализата влијанието на контролингот, улогата беше навистина многу битна, да видиме какви се ефектите, како тоа се одразува на банката, како можеме најдобро да помогнеме на клиентите, меѓутоа и да внимаваме и да се грижиме за нашата стабилност. Секое одлагање на плаќањето од страна на компаниите на населението, тоа влијаеше на паричниот тек на банката, и тука улогата на контролингот во планирањето на тие парични текови, во планирањето на ликвидноста, можам да кажам дека беше навистина на едно многу високо ниво, бараше многу повеќе ангажман од вообичаено. Ова прва, да кажам, фаза која што беше навистина, може би кај нас доста краток период, може би траеше, не беше предолго, меѓутоа ни направи една солидна основа, база како да продолжиме понатаму и во анализите и во подготвувањето на буџетите, на стратегијата за наредниот период. Наредната фаза, таа беше фазата на стабилизација, во која што често многу почна да се користи терминот нова нормала, и тука веќе сите почнавме да се привикнуваме на таа нова нормала, на функционирање во некои вонредни или
невообичаени услови. Тука беше поентата наставено на дефинирање на стратегија, како да станеме поотпорни, веќе беше спомнато како да им се обезбедат услови за функционирање на вработените, да се обезбедат преносливи компјутери, VPN конекции со базите, со банката, како да нудиме подобрени услуги. Тука дигитализацијата е навистина на многу битен сегмент во функционирањето, посебно на финансискиот сектор. Меѓутоа, во такви услови е навистина и проблематично да може да се направи во еден многу краток временски период, да се прилагодат големи системи за да може да се излезе во пресред на потребите на клиентите. Тука се анализира и се прават стратегии за анализа на можностите за подобрување на рентабилноста, на профитабилноста, значи анализа на податоците со кои што располагаме во моментот, да на многу по-честа, на многу по-фреквентно анализирање од страна на сите нивоа на менеджментот, за да може да се носат и побрзи одлуки. Тука е многу битна стратегијата за нареден период, дефинирањето, затоа што можам да кажам дека различните бизнис линии во банката беа различно погодени од кризата и анализата и улогата на контролингот да ги дефинира кои бизнис линии имаат најголем ефект од кризата, најпогодени, кои функционираат подобро. Релокацијата на ресурсите што треба да се направи, значи стратегија да се дедицираат луѓе, IT развој во оние сегменти кои што навистина можат функционираат добро и би можеле во наредниот период да функционираат уште подобро. Тоа беше основата и за влегувањето, значи во она, може да кажам, трета или стандардна фаза на буџетирање, каде што имаме, може да се рачуна таа развојна или фаза на напредување, значи она кога веќе поминавме стабилизација, можам слободно да кажам дека веќе функционираме подолг временски период сите во оваа нова нормала. Меѓутоа, предвидуваме дека наредната година, во првата половина од годината, ќе заврши светската пандемија и нашите очекувања и претпоставки во стратешките буџети се дека од втората половина на 2021 година се враќаме во нормала. Нормално е, секогаш имаме варијанта втора, која што кажува ако кризата биде продолжена и во втора половина на 2021 година, тогаш треба да стапат на сцена или треба да се активираат малку поразлични планови, поразлични очекувања и поразлично дефинирање и на KPI-те што треба да се остварат. Со оваа фаза, као што спомнав, е повеќе во согласно со типичното планирање, каде што се одредува стратегијата како ќе го развиваме бизнисот на подолг рок и како ќе го донесеме на едно повисоко ниво. Тука се дефинираат која е главната цел на што сакаме да ја постигнеме, како што спомнав, кои сегменти ќе ги развиваме, како ќе го постигнеме тоа, со кои ресурси ќе го постигнеме, кои способности на вработените на тимот ни се потребни, дали ни е потребна подршка од групацијата, дали треба да правиме подредени промени во структурата на изворите на финансирање. Така да можам да кажам слободно дека во овие три различни фази на процесот на буџетирање, планирање или дефинирање на стратегија се ангажира различен профил на вработени, така да во првата фаза, во она што беше на преживување, можам да кажам дека улогата на колегите од фронт офис или продажбата беше навистина клучна, бидејќи тие имаат директно линкот, комуникацијата со клиентите, ги знаат нивните потреби, дефинирањето на понудите што требаше да ги направиме,
кој сегмент го бараат клиентите, на која бизнис линија треба да се посветиме во наредниот период, која дигитализација треба да ја дадеме приоритет или промена, автоматизација на одредени процеси во главната стратегија што треба да ја направиме. Во оваа втората фаза на стабилизација клучна улога има колегите од IT, безбедно, security, HR нормално мислам во сите фази е вклучен, меѓутоа тие предуслови за нормално функционирање во вакви, да не кажам, ненормални услови, вонредни услови, во новата нормала, навистина бараше вклучување на различен профил на луѓе кои што во редовното планирање се вклучени на еден поинаков начин. Во последната фаза, дефинирањето на стратегиите, нормално дека се вклучува во најголем дел продажните сектори, финанси и повисокиот менеджмент, меѓутоа тука веќе направивме прилагодувања и мислам дека, као што спомна и претходните говорници, сите компании во овие услови на криза многу повеќе внимание посветуваат на ликвидноста, на паричниот тек, отколку на растот и на профитабилноста, така да и ние планираме одреден развој во втората половина, посебно на наредната година, меѓутоа ги прилагодивме сите наши идни стратегии, буџети на едно пониско ниво. Првин ја стабилизиравме или ја ревидиравме состојбата, значи нашите буџети што требаше да ги оствариме за 2020 година со редовни форкасти кои што ги правиме на месечно ниво и со намалена стартна основа настапивме во дефинирањето на буџетите за нареден период со потенцирање на неизвестноста на буџетот, за остварувањето на буџетот за 2021 во најголем дел зависно од тоа како ќе успее како и кога ќе заврши светската пандемија и како, дали ќе имаме ефикасна вакцина и дали кога ќе се вратиме во нормала. За да го имаме остварено, да може втората половина од годината да функционираме нормално, тоа значи дека веќе во април или во мај состојбата треба драстично да се подобрува за да бидеме во ситуација да можеме втората половина од годината да функционираме на вистина како што треба и да се посветиме на развој на компаниите. Благодарам. Благодарам на Драган за излагањето. Повторно ќе упатам порака на крај од уште еден дискутант имаме, би сакал да отвориме неколку прашања во 10 до 15 минути и ќе ја затвориме расправата или овој контролинг петок со Аврит. Како предприемачи, ако очекуваме рецесија на продажбата, тоа токму и денес е таква ситуацијата, треба да имаме од една страна доволно пари на сметка за да го поминеме тој критичен период, или од друга страна соодветна кредитна линија во банка. Тоа може да ни помогне и тоа како во надминување. И тоа го користиме. И говореше колешката Весна од монетарна гледна точка со олеснувањата од страна на централниот банкар и така натаму и така натаму. Инаку во литературата и во практиката ова е познато како управување со ризик, што е особено важна компонента во процесот на планирање. Ние сме навистина горди од страна на колегите од западноевропските земји кога добиваме позитивна препорака дека учеството на ризичарите во контролинг дебатите и во контролинг едукацијата е од особено значение. Токму еден таков учесник имаме денес и гостин, господинот Владимир Давчев, долгогодишен раководител и истакнат ризичар во нашата држава и од неодамна менаџер на една од најбрзо растечките банки во Македонија, ќе коментира на тема ефективно управување со трошоци во време на криза и особено ќе ми биде драго од оваа симбиоза на дискутанти од различни профили да го чуеме и гледиштето на еден искусен ризичар. Повели господин Владимир. Благодарам, професоре. Задоволство ми е да сум дел од Controlling Friday.
како една функција која што исклучително е круцијална во ова време, невреме. Благодарам на сите дискутанти кои што исклучително заговетна неколку аспекти кои што се апсолутно битни, релевантни во овој момент. Јас ќе се обидам само уште неколку теми поише од аспект на ризичар со долги години во финансиската сфера, и малку можеби ќе бидам брутален, меѓутоа компаниите кои што немаат ни зачнато контролинг с функција во моментов ќе пропаднат после оваа криза, заради тоа што во најмала рака контролерот, јас го согледувам како не само како партнер, туку тој е некој вид преведувач кој што треба да ги преведе бројчињата, да ги преведе финансиските показатели, инструменти. Живко одлично наведе многу аспекти во автомобилската индустрија, меѓутоа комплементарноста на работите во оваа време е исклучително битно да контролерот реагира како преведувач, тие бројчиња мора да ги преведе во акција, во активност, да ги долови до сите аспекти на работењето, дали е тоа до продажбата, дали е до набавките. Мора да реагира брзо и да даде патоказ. Односно, ако главниот директор на компанијата е главниот некој кој што се грижи за стратегијата, е кормиларот, меѓутоа кај контролерот е компасот. И во услови на криза, како што рече и рекоа и претходните дискутанти, посебно Живко, ризиците мора да бидат согледани. И затоа велам, ако контролерот е тој кој што е интелигентниот момент да може да тие ги разложи и ги стави во функција на целата организација. И на тој начин практично ќе може во било која ситуација однапред да предвиди одредена ситуација и таа ситуација без разлика дали е ковид криза или пак е некој друг тип на падна продажба, губење на добавувач или било кој аспект на работењето, да може да го препознае и да направи така наречени short wins, односно брзи реакции за да може да се компанијата сама по себе се прилагоди или пак да даде некаков инпут кон управата или кон собственикот за промена на целокупниот бизнис модел. И тука е тоа условно вагање кое што е исклучително битно. Ризиците кај компаниите во Македонија, кај поголемите компании, со задоволство можам да кажам дека се согледуваат адекватно и кога целокупното оперативно работење ќе го подесите на начин да може да го симулирате и бидете многу по-резистентни на ризици. Се концептот, колку и да звучи банално и теориски, time value of money постои секаде. И секој ден ние губиме или добиваме пари врз основа на концептот на вредноста на парите. И секое побарување кој што го имаме или секое одложување на некое плаќање кон добавувач е исклучително битно и се повеќе и повеќе ќе треба да компаниите се прилагодуваат во насока на заштита на нивната вредност, за да можат да имат, како што кажа и претходните дискутанти, cash is the king, да имаат можност да преживеат во оваа фаза, да може да офсетираат или да одложат одредени побарување или обврски во самото интерно окружување. Дополнително се ова што го кажа претходните дискутанти е исклучително релевантно да постои во компанијата, за да може да се согледаат аспектите на тоа во каква ситуација функционира, да ги примеме информациите за да знаеме тие наши параметри, KPI-ови, било каква ситуација, да можеме да ги прилагодиме и да речеме таа и таа мерка е најпаметната, за да можеме да ја примениме во дадената ситуација. Иако воопштено, меѓутоа, често се соочуваме со само како пример. Компаниите или било кој друг, нека се сетат, мислам дека паметам, пред повеќе 10 години Македонија од макроекономската колешката од Народна банка сигурно ќе му коригира, потрошувачките кредити беа 18%. И се боревме, дај ни кредит со 18, 17, 19 и ќе биде. Сега во денешна услови
веќе имаме каматни стапки кои што веќе не на првата децимала, на втората децимала се борат компаниите да ги обезбедат. Значи, наеднаш после 10 години, само поентата ми е да кажеме дека спуштањето на некое ниво на каматна стапка ни долува дека нашата профитабилност зависи и веќе од втора децимала. Затоа западниот свет го внесол контролингот, гледајќи го низ призмата на анализа, заштета и заработка, било кај трошоците, било кај приходите, не на првата, не на втората, дури некаде се оди на третата децимала. Така чисто попластично од аспект на тоа колку станува битно преведувањето на некои бројчиња кои што може ги согледуваме во Завод за статистика, Народна банка или пак Агенција за вработување, преведувањето на нивниот импакт, на нивното влијание врз нашата компанија. Не би должел многу, само уште еден концепт кој што е исклучително битен, пошто претходните дискутанти имам впечаток, не да критизирам тука, апсолутно е се во право и затоа велам е многу битно да се внимава на новој систем на согледување на работите. Меѓутоа, не сакам да влеземе во представа дека контроликот е нешто за што треба робусен систем. Дека ова е само за големите компании. Дека за тоа треба некои IT алатки, треба статистичари да вработиме и така натаму, за да ние преживееме. Во ковидот немаме време. Значи, во ковидот, ако преземеме нешто, преземеме сега и веднаш. Меѓутоа, малите компании, средните компании, кои што немаат изграден систем, меѓутоа имаат елементи од истиот, тие можат веднаш најправин да се впуштат во согледување на нивната тековно вкружување, тековна ситуација. Ако имат потреба и да се обратат условно до контролен консултант, кој што е потребно во овој момент да аутсорсираат ако треба некој, да не се плашат дека нешто треба да се промени. Затоа што сите оние кои што се спремни на промена, ќе можат да ја преживеат оваа криза побезболно, без загуби на вработување и без големи оптеретувања. А контроликот сам по себе не е толку робусен да треба кој знае какви инвестиции. Него едноставно треба и она што финансиите или сметководството го работи, негово структурирање во адекватен начин за согледување на нашите финансиски позиции и пробување, навлегување на нивно естимирање во идниот краток временски на среден рок период. Какво е нивното движење, дали можеме да имаме такви договувачи, дали можеме поевтино да набавиме, дали можеме негде да заштедиме, дали можеме да одложиме некаков кредит кој што ни доспева. И еден круцијален исто битен момент се купувачите. Да не ги забораваме нив. Веќе има многу пати многу компании во западниот свет веќе применија систем на лојалност од аспект на тоа да преземаат активни мерки за задржување на клучните купувачи. Со јавување по телефон. Сега најпластично кажувам од аспект на тоа дека едни од пластичните мерки за тоа како да се преживее е задржување на купувачите, обезбедување на нивно континуирана продажба. И тука некаде би застанал, стојам на располагање за прашања, иако, пак ќе кажам, ризиците се огромни, не сме имале ваква криза досега, треба да се гледаат сеопфатно, како од интерната средина, така и до екстерната макроекономската. Секоја движење, секоја варијабла која што може да промени одредена вредност ни влијае и затоа треба да постапуваме со максимално можно обсервирање на сите променливи кои што би ни влијаеле врз нашето работење. Толку сега благодарам. Благодарам, господин Давчев, кој ни доаѓа од Халк банка. Сакам сега уште еднаш да ве замолам, некои прашања ме информираат колегите дека добиваме. Ќе ја замолам Александра, може да се вклучи, бидејќи има поставено прашање буквално со дебата и да го постави прашањето до дискутантите денес.
добивам од Александра прашање. Ќе ја замолам да не го читам, да се вклучи господја Александра. Повели? Добар ден на сите од мене, се надевам се слушаме и се гледаме. Пред се, честитки за организацијата од страна на АБИТ и благодарност до сите говорници кои што ги споделија своите искуства и практики со кои што се соочуваат секојдневно. Факт е и заклучивме после сите излагања дека контролингот е фактички неминовен дел од функционирањето на компаниите во нормални услови, уште повеќе во едни вакви услови во кои што постои неизвестноста и турбулентноста секојдневно. И уште повеќе дојде до израз една народна изрека во која што се вели дека од две зла помало е секогаш познатото зло или очекуваното, бидејќи можеме да се справиме со него, можеме да имаме некакви очекувања за нашите натамошни чекори. Факт е дека во овие времиња сите се предземаат краткорочни, агилни и адаптибилни чекори и активности. Она што јас би сакала да го поставам како прашање, може би еве до господја Нина, бидејќи незиното излагање ми остави впечаток во погледот на распределбата на трошоците. Е во насока на тоа дали од целата оваа ситуација сите ние, без оглед од кој сектор произлегуваме, ќе излеземе помудри и ќе извлечеме поука дека контролинг алатките може да ни послужат и после пандемијата или после донесувањето на такви брзи одлуки со желба да бидеме агилни и да го поминеме процесот на преживување, туку и понатаму кога можеме да размислуваме во насока на поголема оптимизација на процесите, испорачување на поголеми резултати, не само во делот на распределбата, туку и во делот на намалувањето на трошоците. Значи, често пати сум слушала размислувања дека сите трошоци се оправдани доколку генерираат доволно големи приходи или приливи, но може би сега, после оваа состојба низ која што поминавме, сваќаме дека може би и не се сите трошоци оправдани или барем можат да бидат во помал износ. Да сумирам, прашањето е дали сите ние ќе бидеме помудри и ќе извлечеме поука и после оваа пандемија, која што се надеваме сите многу побрзо ќе помине, ќе постапуваме и понатаму поекономично и пооправдано во нашето функционирање. Поздрав до сите уште еднаш. Благодарам многу на прашањето, Александра. Поздрав и благодарности до сите соговорници, се согласувам, но мислам дека многу од различни аспекти добро се покри, се надевам професорот е задоволен се покри темата. Александра, јас се надевам дека ќе видиме, секогаш велам, мислам кога започна кризава, дека дефинитивно оваа криза ги извади на површина многу од слабостите кои што ги има не само нашето општество и систем, туку сите во главно. Тука кога зборувам за слабостите, прво би ја спомнала дигитализацијата и тоа не само од аспект на дигитализација како ете и за подобро и попродуктивно работење, туку најбанални работи како тоа дека администрацијата не беше подготвена да работи од дома. Значи ние кога започна кризата во февруари беа првите состаноци кои што ги имавме во Министерство за финансии, кога повикав да се прави една група од одбрани представници за справување со кризата и да правиме документација за работа од дома. Значи до одреден момент баш беше прашањето од моја страна на тој состанок, се сеќавам, утре сите нема да може да дојдат на работа, како ќе функционира државата и дали ќе тече исплати наплати. Па тогаш воспоставувавме правилници, буквално е десетина дена, значи агилноста и во администрацијата е возможна ако се сака. И за десетина дена воспоставивме за кога почнаа рестриктивните мерки во мартио на ротација и неодање на работни места за да се минимизира ризикот. Колегите можеа да функционираат од дома, трезорот, например, кој што претходно не можеше, буџетот, јавен долг, менаџирање, кои што се клучни, особено во време на криза, може многу работи да застанат, меѓутоа парите и извршувањето на буџетот не сме да застане, треба сите обврски си да тече непречно. И сега, дали дефинитивно, мислам дека нема книга, нема школа што некого може да го спреми за ваква криза. Колку и да се спремаме да бидеме поподготвени во иднина, ова е една
топ of the топ вежба, што би рекла, за да бидеме поспремни за било што доаѓа. Меѓутоа треба да сме спремни на се и тоа направи посилни дефинитивно. Оваа криза и начинот на справување и тој брз начин на одлучување, функционирање и носење на одлуки ќе не направи посебни за друга криза. Меѓутоа, ако се вратиме назад, дали нешто можеше да не подготви за оваа криза и да бидеме спремни дека ќе дојде нешто вакво каде што ќе треба да се затворат границите, да се затворат, буквално да се затвора економијата и да трпи заради здравствениот шок кој што се прелеа нели во економскиот, не можеше да го предвидиме. Така да не должам многу, јас искрено мислам дека ќе бидеме, но зависи од секој еден од нас, и зависи од владите, и зависи од државите, која држава колку посилна ќе излезе од ова и поспремна за трансформација, односно за дигитализација и за воведување на сите овие механизми и техники за кои денеска разговараме. Ние во текот на кризата го работевме во Министерство за финансии новиот закон за буџети, Organic Budget Law така наречен, кој што е веќе поставен на ЕНР, и точно во него се воведува комплетно нова реформа и нов начин на водење на јавните финансии од самото планирање до целиот тек до извршување и контрола. И тука веќе се предвидува среднорочно буџетирање, програмско буџетирање, за да не бидеме во ситуација како сега кога бевме да не знаеме кој какви обврски презел, па да треба од ставките буквално да се нагаѓа, што се вика. Значи има огромен простор за подобрување и во менаџирање на јавните финансии и во рационализирање. Јас и како предприемачот мала фирма и таму имало простор за рационализирање, што сме го водале многу рационално, а не па во јавната администрација постои навистина голем простор. И се надевам дека после оваа криза, како што и ти праша, дека одговорот ќе биде да, ќе бидеме помудри, колку пак ќе зависи од нас, вака на скала од 1 до 10. Се надевам што повеќе може ќе излеземе со подобра оцена. Благодарам. Благодарам за одговорот, Нина. Ве повикувам дали има уште некои прашања кон дискутантите? Еве, додека чекаме, јас во насока на она што го говори Нина, би сакал во една неформална прилика имавте одредена изјава дека KPI инструментите или алатките се можеби иднината на оваа земја. Добро ја запамтив, би сакал само дополна, ако добро е да се одзбори кратко. Мислите дека има можности во јавните институции да секаде да профункционираат KPI или можеби е тоа само желба од гледиште на нам предприемачите сега? Кратко додека и ќе привршиме дискусијата. Упатам прашање до Нина или може било кој да се вклучи од останатите дискутанти? Еве јас кратко, па ако сака некој друг за не одговарам само јас. Дефинитивно клучот за да знаеме каде одиме е прво да знаеме каде сме, а второ да имаме таргети, односно KPI. Мислам дека KPI недостасуваат навистина во јавниот сектор и тоа и по краткорочни што ќе се евалуираат на 3, 6, 12 месеци. Јас го дадов, можеби не се сеќавам на точната изјава, знам дека сме дискутирале на темата, го дадов ова како пример дури на кога разговаравме за сива економија. Многу беше еден од приоритетите кој што на високо ниво го постави во Министерството за финансии и верувам дека тука имаме голем простор да работиме. И ако, например, знаеме дека имаме над 35% сива економија, поставуваме индикатор за една година за колку проценти сакаме да ја намалиме, како ќе го направиме тоа, значи со што ќе целиме за да го постигнеме тој таргет и го евалуираме на секој. Еве сега не е така лесно да се мери нели ова на толку краток рок, меѓутоа барем на 6 месеци може да се видат дали акциите кои што ги преземаме даваат резултати. Ако не преземаат, веднаш се прават нови одлуки, се менува нештото и се прават корективни акции. И тоа е дефинитивно клучот како што е во приватниот бизнис и на микро ниво, така и на макро ниво. Мислам дека мора да се знае прво да имаме унифицирана визија, после секој и од ресорите и од своите области да си има свои цели и раздробени нели на key performance indicators и тие да се добро искомуницирани, значи фали малку лидерство во институциите, да се добро искомуницирани за сите да се запознаени на каде влечат, на каде тегнат и каде треба да одиме. Така да дефинитивно мислам дека има
има секогаш може подобро, ама имаме навистина простор за подобрување, дури со некои вакви едноставни одлуки и едноставни промени што би се вовеле во институциите. Благодарам. Ина, уште еднаш ќе повикам пред да ја затворам дебатата, дали има некакви прашања од страна на присутните или некаков коментар? Добро. Јас ви благодарам на сите за учеството, навистина ми беше драго. Ние веќе 6 години се трудиме да промовираме професијата. Не можеме без вас, особено ми е драго за сите кои учествувате, авторитетите и од бизнисот, и од фискалната власт, и од монетарната власт, и банкарите, без кои што навистина АБИТ не можеше да функционира. Буквално го црпиме од нив она искуство или она врховно ниво, би рекол, на развиеност на системот на контролинг. Ви благодарам на сите уште еднаш, ви посакувам убав викенд, најнапред здравје и ќе се видиме во наредна прилика. Благодарам. Благодариме многу, пријатно. Убав викенд на сите. Благодарам на сите. Благодариме. Пријатно. Пријатно. Пријатно.